Доктори од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија денеска во Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица ги едуцираа учениците за последиците од употреба на петарди и пиротехнички средства. Како што кажа доктор Гордана Ѓоргиева, користењето на петарди за време на празниците може да направи трајни оштетување на шаката од рацете на младите и децата, а може да изгубат и прсти што никој не го посакува. Пиротехничките средства во принцип предизвикуваат повреди на шаките, предизвикуваат изгореници, што примарно повторно се на шаките и на останатите откриени делови од телото, како лице, врат, како и изгореници и повреди на очите. Во нашиот домен се изгорениците и повредите на шак. Шаката како една структура што е доста комплексна, што се состои од многу коски, многу нерви, многу артерии, мускули, тетиви, еден сложен механизам за функционирање. И сите, бидејќи една експлозивна повреда, што никогаш една повреда не личи на друга, доаѓа до таква деструкција на тие ткива, што нивната реконструкција и репарација е многу тешка и многу често не може да се врати нормалниот изглед на шаката. Така да многу често се губат делови од прсти, цели прсти, а некојаш и цела шака. И токму затоа тој еден ефект и што го имаат, односно таквата повреда на шака може да остави долготрајни последици. А замислете за една млада индивидуа може да ја ограничи во изборот на професија, а да не го кажем и тој психолошкиот момент дека ќе живее со некој деформитет од телото и кога се во тинејџерски години, нели, се срамат од другарите и влагаат и во некој период на депресија. Освен Ѓоргиева на едукацијата беа и Катерина Јовановска и Софија Тушева, докторки кои специјализираат на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, каде вообичаено се носат пациенти кои добиле повреди по рацете или изгореници при пукање на петарди.